Немам зборови колку луѓе има. Ја тебе сум видњал. Сега, откаде ја? Зашто ја го сакам овој, зашто ја го направам? Го прашам Бране, Бране ми кажа, јас треба се обратам и треба ми кажеш што треба да кажам. Кажеш од кај ти е мотивот, супер. Мотивот. Кога одлучи да пишувам монографија за Гого Попов, за него знаев од оние информации кои што имаше од фотографиите, од тоа што го читав од старите вестници и од тоа што го слушав од старите планинари на клубот. Со истражување почнав негде 2000 година кога клубот прославуваше 75 години на постоењето, а јас ја организирав изложбата и на таа изложба имав чест да видам и голем број на тие ветерани стари планинари беа на присутни на таа изложба. И кога разговарав со нив, ете еден мотив од каде почна се. А кога започнав да сликам фотографии на шара, ми представуваше задоволство тоа што јас го гледам на планина, немаше Инстаграм и социјални мрежи, да го пренесам на луѓето што се доле во града. И тоа мој интересирање за фотографија ме врза со оние фотографии кои што се во клубот и да почнам да ја следувам таа фотоархива на планинарскиот клуб, да потоа и цела архива на клуб. Сега, како ја следував архивата, мојот другар Бране најубаво знае затоа што тој ме посочи и тој ми го даде оној црв, иницијална капица за да нешто почнам да работам. Тогаш го најдов, оно што го имавме во клубот, тој фамозен албум на Гого Попов, 40 на 30 и околу 30 страници, изработен 52 година, пейсажи од Љубовден до Кораб, највредното дело на Гого Попов, кој што се наоѓа во клуб. Откако го видов овој албум и до ден денес на секој моје движење на шара, се навраќам во тој период некаде пред 70 и 80 години и се обидувам да го доживеам моментот што тој, Гого Попов, го доживувал кога ќе шкрапнат со неговиот фотоапарат. Ги овековечил сите моменти, првите организирани движења на шара, првите планинарски тури, градењето и отворањето на првите објекти, првите организирани скијачки надпревари, првите искачувања на некои врвови, се шара што денес го нема. Се она што шара денес, значи тие фотографии се без она што денес шара е груби. Чувство кое за жал ние и следните генерации веќе нема да го доживееме што тоа они го доживееле тогаш. Познавајќи ја шарпланина, познавајќи ја историјата на планирањето и месќањето и нивниот развој во Тетово и во Македонија, познавајќи ја планинарската фотографија, јас, гледајќи ги фотографиите на Гого, го запознав Гого Попов, неговата енергија која и после 45 години живе, се уште постои. Сега пак се навратам на Бране, се движавме негде 2002 година на Плат, еден врв на прва лешничка карпа, недела се движавме од клубот организирана тура и ми звони телефон. И некаде под врвот Бране ми вика, кај си? На Плат. Што преш? Што може направам на Плат, на планина? Ај седни, не има кај да седнам, сега седни. Не вика седни. Зошто да седнам? Седни ќе ти кажам нешто, ќе паднеш у несвест. Океј. Седнам, ај кажи ми се, обрах. Има во фото, во филателистичкото друштво во Скопје, некој колега на Бране му пришол и му кажал, имам фотографии од планина. И Бране ми го кажа, тој супер земји. И само имаше момент на молчање и ме рече, фотографиите за на Гого Попов. Не паднав во несвест. Ама до ден денес произлезе оваа монографија и нема тука да застане. Затоа што таа игра тогаш започна, а со она што Гого го има за себе не може да заврши.
И почнавме полека да ги откупиме тие фотографии. И кога ги откупиме фотографиите во најдом, дојдов во канцеларијата на клубот, Тибор знае, се смеја на Габи, знаат е сите како, кој чувство беше тоа, кога ги ставив фотографиите на маса, викам, зашто дадовме пари? И сега фотографија по фотографија. И кога почнавме фотографија по фотографија, лик по лик, пейсаж по пейсаж, да се средува, да се местат ден, два, недела, месец, тогаш навистина видовме дека се она што го читав во текстовите го има на фотографија. Што го има како активност го има на фотографија. Што е направено во весниците го има на фотографија. И не можеше да не се направи монографија. Тоа е тој мотив за тоа што ја направивме. Кажувам ја направивме. Клубот има архива која што е доста богата и обилна и ние направивме фонд, архивски фонд кој што го нарекуваме Гого Попов 2020. И тој фонд ги има сите работи кои што педантно се чуваат и се во канцеларијата на Планинарскиот клуб Љуботен. И кога ги работевме, ги комунициравме другите колекционери. Не само од Македонија, туку и од Балкан. И почнуваме да наоѓаме работи кои што Гого ги носат секаде по пријателите кои што цела бивша Југославија и Балкан. Пред 2 месеци, може и повеќе некаде февруари, најдов една на еден од порталите една фотографија, Шарпланински куп, на пано од Шарпланински куп. Интересно беше што ова пано кој што беше се продава во Љубљана, беше на српско-хрватски, а ние имаме исто така на македонски. И викам, добро, ќе го имаме тоа, нели, ами нова ќе му дојде пред да се земе, а не може човек вистапи. И братушот ми Тотла има син кој што му студира во Љубљана и ја донесе фотографијата и не очекував дека на фотографијата ќе видам тоа позади, каде што пишува Гого, односно 1952 на браќата и сестрата Луканц од Гого. Тоа не е во книга, така да најверојатно ќе му уштедни издание. Да видим красно. Архивскиот фонд на Гого Попов ќе се дополнува, ќе се надоградува и испраќаме апел до сите колекционери, доколку имате барем и една фотографија на Гого, таа фотографија смислата ќе најде во тој фонд. Целта е затоа што целиот тој материјал во блиска иднина, како што кажа Врање, ќе се најде во тој музеј на планинарството, затоа што Планинарскиот клуб Љуботен на своето годишно собрание 2022 година донесе одлука да започне процес за отварање на еден таков музеј. Така да тоа е веќе во процес, работиме на тоа и така да замислата на Гого, кој што исто ја има да се отвори музеј на планинарството, ќе пробаме да ја реализираме, а Гого ќе има посебен дел во тој музеј. Ќерките на Гого Попов, внуците и правнуките се горди дека потекнуваат од семејство кое нешто направило за Македонија и ставило белег кој што ќе трае долго после нас. А сите нивни и наши потомци кога ќе одат на Попова шапка и на Маврово ќе знаат дека тука едно време први почнаа да планинарат да скијат. Гого Попов, Орестиј Крстич, Никола Коларот, Панче Димитров, Брацоне Аврамовски, Леко Мартиновски, Драган Спасич, Диме Флейта, Нурио Меонделиу, Кочо Богоевиќ, Мошо Исејевски, Слободен Ѓорѓевиќ, Коста Каламарис, браќата Икономови, Никола Губовче, Микле Недемски. Овие се сите кои што работеле пред Втората светска војна. Затоа што имаше луѓе кои што ме поддржуваа додека го работев ова дело и ми помага. Прво му благодарам на моето семејство, затоа што ме трпи силно овие години. Благодарност до
промоторот и рецензент на оваа монографија била Бранислав Светозареvić покорни. Бране ми беше ментор, а за се што правив во ПК Љуботин, а се однесува на прибирање, архивирање, архивирање материјали на фотографии, нивно чување, подредување, класирање, навистина се, тоа беше Бране, ето менторство прерасна во другарство, кој што уште долго ќе трае. Искрено се заблагодарувам на ќерките на Гого Попов, Евтимија, Тинка и Надежда, Наде, што ми ги отворила срцата. Сакам да се извинам што ве вратив на назад во едно време, што бев здодевен, што бев упорен и што ми беа потребни информации, но еве јавност, искрено. Ви благодарам. Првиот контакт со семејството на Гого Попов беше неговата внука Емилија Евтимова Гоговска, кој срце ги благодарам. Сега, еден момент кој што не го знаев за Гого, а беше доста интересен и кој што понатаму треба да се истражува. И тука сакам да искажам благодарност до професорот Коста Балабанов, од кога ја добив целата слика за делото на Гого Попов и неговото професионално функционирање, додека работа во Заводот на заштита на културни споменици на Академија. Ви благодарам. Без незината енергија оваа монографија немаше да е ова што е. Незиното прво време дело беше брендот Шарм, но оваа монографија е незиното исконско дело. Сандра, ти благодарам. Сега некако доаѓа моментот да се спомне планинарски клуб Љубов. Клубот е оно што мене ме внесе во село ова, што денес сум. Клубот го прават луѓето. Од 1995 година сум член, ме примија во овој клуб, израснав и созревав во овој клуб, ми ја дадоја целата доверба да бидам на чело на ПК Љуботин веќе 20 години. Затоа сакам да изразам благодарност до Стево Илиевски, Ѓуро Илиевски, Горки Качелов, Зоран Нацевски Корбов, Владимир Табевски Шилја, Ванчо Трофиловски Вујче, Никола Матијажи, Вангел Вучинов Дупчев, Мирослав Филиповски Кромпир и Зоран Тодоров Форто. Фала. Тука морам да ги спомнам и тие постарите кои што за жал не се веќе меѓу наш. Чауш, Панта, Форко, Ганчо, Цове, Мито, Мојси и уште многу. Уште малку имам да кажам. Сите членови на клубот беа активни додека ја пишував оваа монографија. Сите сега кога ќе го кажам ова, знаат зашто зборувам, бидејќи работев во канцелариите на клубот и им здодеав, и затоа јавно се извинувам. Примерно извинување. Фала. И здодеав, но сите беа свесни дека оставаме нешто што ќе биде трајно. Фала ви на сите.